Почитувани присутни, почитувана публика, власта тоне во својата бесрамна однароденост, се уште нема никаква реакција од власта, нема одговори по тешките навреди, нема одговорност по се она што го кажа министерот за надворешни работи Никола Димитров за македонскиот народ. За Димитров, македонскиот народ е искомплексиран. Па ако во Македонското собрание тој тоа го вели, како ли и дали воопшто ги брани македонските национални интереси надвор од земјава? Нема реакција од власта ниту за Спасовски, министерот за прогон и за терор, и по сите црнила на улицата и цветањето на криминалот низ државата. Нема одговорност, нема одговор ниту за било кој од барањата кои што ги упати ВМРО ДПМН до оваа власт. Почитувани, мора итно да се стави крај на црнилото во кое што СДСМ, начело со аболицираниот Зоран Заев, ја зави Република Македонија. Ке повторам, оваа наметната власт не води битка за добробитта на народот, оваа власт води битка со народот, со опозицијата, води битка за што поголемо омаловажување на народот, за економско пропаѓање на државата и граѓаните преку повисоки даноци, кои што го осиромашуваат и бизнисот и работниците. Оваа власт води битка со јасно изразената волја на граѓаните, злоупотребувајќи ја најмокната алатка на демократијата, референдумот. Почитувани, и денеска ќе ги повториме нашите барања на Коалицијата за подобра Македонија во насока да се стави крај на црнилата во која што е завиена Република Македонија. ВМРО ДПМН бара итна и неотповиклива оставка на однародениот министер кој што својата нација нарече искомплексирана нација. Министерот зема буџетска плата благодарение на оваа нација, ужива во привилегиите со буџетот да го школува семејството надвор од Република Македонија и упатува неопростливи навреди кон истиот тој народ. ВМРО ДПМН и коалицијата бара итна и неотповиклива оставка на министерот за терор и прогон Оливер Спасовски. Спасовски, ке повторам, откако е министер, реди само порази, мафијата ги презеде градовите, се случуваат убиства кои што остануваат нерасчистени, а тој води шпионски акции, претреси и омаловажувања на според СДСМ политички неподобни граѓани на Република Македонија. ВМРО ДПМН и коалицијата бара веднаш да сопре иницијативата од владата за покачување на даноците во Република Македонија. Во услови на економски колапс, дупка од капитални инвестиции, отсуство на инвестиции, однародената власт мора да престане со осиромашувањето на бизнисот и дополнителното осиромашување на народот, на сметка на свое лично богатење на властодържците. Бараме веднаш да продолжи проектот за гасификација на Република Македонија и тоа и на централно и на општинско ниво. Тоа е вистинскиот чекор за навистина почист воздух, да престанат лагите, декларативните ветувања за некакви лажни еколошки зафати. ВМРО ДПМН и опозицијата бара веднаш да се формира независно тело кое што ќе се занимава со црниот Вотергейт на Заев, прислушувањето на обвинители и сите судии. Да биде предводено од човек на предлог на опозицијата со задача да ги преслуша, анализира, систематизира материјалите од прислушувањата. Да се истражат нарачените пресуди, нарачаните обвиненија за луѓето од 27 април, нарачаните обвиненија за ВМРО ДПМН и опозицијата. Почитувани, ВМРО ДПМН е во име на коалицијата и во име на слободната мисла и слободното изразената волја на народот. Бараме почитување на јасно изразената волја на народот на референдумот. Не смее да се изигрува референдумот, кој што однародената власт не успеа да го намести и да го фингира и покрај сите манипулации со брзи прсти, со брзо гласање. Не смее да се продолжи со изигрување на демократијата, со непочитувањето, како што реков, на најдемократската алатка и волјата на граѓаните. Почитувани, ВМРО ДПМН е тоа кој им пречи на оваа криминогена власт, на криминалните глави, полни со монструозни идеи против сопствениот народ, неморал, натоварен со грст златници. Почитувани, време е да застанете секаде секој на свој начин, да застанете рамо до рамо со ВМРО ДПМН, со Коалицијата за подобра Македонија, со македонскиот народ, за што поскоро да го победиме ова зло, предводено од аболиран политичар, чие што име е Зоран Заев. Македонија е во прашање. Придружете се утре, но и на протестите секоја следна среда во 17 часот. Зашто побрзо да го поразиме и СДСМ, и Зоран Заев, и црните политики наметнати со оваа црна власт за една намена. Ви благодарам.